Скринингот во Струмичките училишта не започна денес. Нашата екипа ги контактираше директорите на основните училишта, но оттаму велат дека постапката се уште не е започната. Скринингот, велат од Министерството за здравство, ќе се спроведе со брзи антигени тестови. За сега не е планирано да се спроведе скрининг и во градинките. Министерството за здравство информира дека 8178 ученици од 364 основни и 109 средни училишта ќе бидат опфатени со скринингот кој се планира да започне оваа недела. Од денеска започна барањето и согласноста од родителите за тестирање на децата за COVID-19. Процесот ќе се спроведува низ целата држава. Активностите за превентивни тестирања се превземаат со цел рано детектирање и превенција од COVID во училиштата. Скринингот ќе се спроведе со брзи антигени тестови, а за сега и не е планирано да се спроведе скрининг во градинките. Тестирањето трае помалку од една минута. Тоа е безболно и безбедно. И е како секое земање бриз од грло или носна шуплина. Скринингот во училиштата ќе овозможи да се добијат релевантни податоци за можното асимптоматско ширење на вирусот COVID-19, односно дали се ширени за училиштата и каква е трансмисијата, велат од Министерството за здравство. Тие апелираат до родителите и старателите, чии деца ќе бидат избрани за тестирање, да дадат согласност и да се добијат релевантни податоци за трансмисијата на вирусот и дали има асимптоматски случаи помеѓу учениците. Со тоа, според надлежните, ќе се овозможи и побезбедно одвивање на наставата, како и поголема заштита на здравјето на учениците.